Добро вечер, добро дојавте на овој интересен ден, на 27 април, интересен по многу работи. Прво интересен затоа што е понеделник. Мене ми е интересно, секој понеделник мене ми е интересен, иако кога бев ученик најмногу го мрзев понеделник. Имаше дури една песна, една стара група Boomtown Rats се викаше I Don't Like Mondays, ама од кога станав, кога почнав со емисијата, па баш понеделници веќе ги сакам. Интересен е што на овој ден во 2017 година се случува така наречен терористички чин според обвинителството Вилма Русковска и сите оние кои што работеа на тој случај таа далечна 2017 подоцна кога почна целото обвинение, обвинителниот акт кој беше предложен. Интересно е што вечера ја млад господин, има 27 години, од 2024 година, ако не се лажам, од 1.10 е и впишан во регистарот на адвокати во Македонија и е често виден гост на програмите на Канал 5, особено во емисијата Само вистина, и го слушам некои негови интересни размислувања кои што пак се косат со моите размислувања и мислам дека се косат и со некои општествени размислувања, па баш би сакал да ги видиме и на крај што е најважно, па заедно да пратиме некоја порака, да видиме можеме ли ние заеднички да живееме не албанците со албанците или да живееме барем едни поред други. Не знам, ќе видиме. Умер Мухамеди, добро вечер. Добро вечер. Сгрешив нешто околу твоите податоци или не? 27 години, 1.10.24. Точно беше. Така? Да. Кажи ми ти си роден во Скопје? Во Скопје. Добро. Во Шишево. Во Шишево? Да. Па Шишево ми беше претходниот гледач. Па да, така се го видели, да. Се знаете? Не се знае, пошто они се иселени од поодамна. Аха, ама има, мислам, он рече дека има некој семејство. Има поврзаност, да. Има така, нели? Да. Види, во Шишево на времето кога работев ја во македонската телевизија, се зборуваше, имаше добри кафанчиња за добра храна. Се уште тоа така нешто? Има добри кафанчиња? Постои таа кафана се уште. Да. Но најпознато Шишево е по Шишевскиот јаболчар, нели? Да. И се уште е актуелен на пазарите. Да. Ама го нема, знаеш дека го нема на пазарите? Што се извезували, што е работа? Не знам, само уште се произведува, ама многу во помала количина од порано, да. Да. Инаку точно тоа дека е највкусниот јаболчар и затоа овој што го увезуваат, нели, му стават налепница дека е шишевски. Што нема благе везе. Да, што нема благе. Тоа исто кога ќе им кажеш на некој ќе дојде од Казахстан, Алкацов ситен граф и вика Тетовски. Абе Тетовски е графчиште ве ко пола бубреке, мислам, како ти кажам, така ли? Кажи ми ти мене Умер, 27 април кога го спомнав, го слушна, вака од ова временска дистанција, ова перспектива, колку помина 2017, денеска 26, значи 9 години. Како правник, како човек кој што... А кажи ми, во која област најмногу се наоѓаш кога работиш, ќе рипнем, па пак ќе се вратам на 27. Види, јас една година паузира во смисла фигурирав како адвокат нели во именикот, но не работев нешто конкретно поврзано со адвокатурата. Колку што знаеш, бев и кандидат за советник во Совет на град Скопје на листата на независните. И сега почнав малце повеќе да се посветам на адвокатурата. Главната ме вика на судење, викам чекај бе што толку, да бе вика има работа. Ми се погоди ја главно кривични предмети, иако специјалност ми беше овој делот за штети. Тоа го работев порано пред нели да станам адвокат. И така ми се погоди ја сега како самостоен да работам главно кривични предмети. А кога збориме за клиентелата, имаш широк спектар или генерално доаѓаат луѓето од твојата етничка група, од албанците или како е тоа? Имам двајца македонци. Како клиенти збориш? Како клиенти, да. Добро. Не е важно име. Другиве се албанци. Ти помага ова што се појавиш на телевизија со твоите ставови за да привлечеш клиентела, вака лично твое мислење ме интересира. Па не знам, до сега некој ми нема кажен дека сум дошол бидејќи сум те гледал, не знам, на телевизија или во социјалните мрежи. Не сум сигурен дека ќе ти го кажи тоа, ама главно сега знаеш како оди, мислам, некој ќе те препорача кај некој друг и да, спред да вориш, викаат американците, некој се шири муабетот, просто кажа. Да, се шири муабетот и така. Океј, баш ти посакувам успешна кариера и се надам ќе се гледаме долго време и да зборуваме малци за и за правосудниот систем и за праксата адвокатска во Македонија и така натаму. Кажи ме за 27 април, од оваа перспектива да се вратам. Еве ти да беше обвинител, мислам што е тешко да го кажеме, но сепак колку толку следиш, имаш искуство, повеќе од мене, нормално, не сум адвокат, не сум правник.
би останал на тврдењето и на квалификативот на обвинителството дека е тоа тероризам и терористички чин што се случи на 27-ми? Види, јас го немам студирано тој предмет онака баш да го разгледам, бидејќи многу е како да кажам, за да дадеш таков правен заклучок за одреден предмет, многу треба да си го прочитал убаво, да си го анализирал убаво. Да, но јас сум кажал и ќе повторам дека тоа немаше благе везе што би рекол со тероризам. Мислам, нема смисла луѓе да се осудат на не знам 15, по 16, по 18 години затвора, немаше на пример ни за едно убиство. Добро, имаше убиство во Оби, да не се лажеме. Села на пример беше она страшно што му го направија на Зијадин Села, да не се лажеме, ударите што ги претрпи тогашната опозиција која што подоцна стана власт. Да не се лажеме, дека имаше физичка пресметка, имаше. Да, сепак види, да не се лажеме, дека имаше незаконско дејание внатре, имаше. Точно, дека береше тоа све политички ирелевантно е да е политички. Зборувам дека не е законски да влезеш и никому да го Ама дека можеше друга правна квалификација да има тоа дело може. Која би, кажеме, од оваа перспектива, ти што би? Таму имаше загрозување на уставниот поредок, но немаше, например, дело тероризам. Ме разбираш? И не знам, пак ќе кажам дека тоа беше така повеќе политички направено за политички поени на тогашната идна власт која што требаше да стане. Да. И еве денеска не знам. И сега нема логика, на пример, имате некои такви од тие луѓе кои што нели беа во затвор, некои се уште некои добија условен отпуск, небитно, а од организаторите не знаеме некој што уште лежи затвор или од некои што најмногу ја има злоупотребено. Као на пример Никола Груевски? Па Груевски, Мијалков, нели имаше други тогаш кои беа директори на високи функции. Да, на високи функции. Мијалков е слободен човек, си гради човекот. Мислам тоа што имаше да си одлежи во Струга, си одлежи, ако тоа се вика одлежување се според книга, да, но Никола Груевски, нели, еве сега слушаме дека наводно имал и унгарски, имал и српски пасош, што среќа му види, ја би сакал да имам 2-3 пасоша, ама не. Значи не може за пратеник да. Па не можам никако. не можам, ја можам да немам пасош, али тој не би можел. Груевски ништо пратеник нема да може сега. Да, и да се врати нема шанси, да. Или ќе треба да се откаже, нели? Не знам како иде откажувањето. Значи, според тебе, квалификативот за тероризам е навистина пресилен, затоа што знаеш како, јас само се обидам да направам па и анализа, она во 2001 што се случи упад на терористички групи за тој период и за ОФАК и за американската администрација во 2001 и 2002 година беше окарактеризирано како тероризам, каде што беа убивани луѓе и напад врз суверена држава, и сега тоа не е оквалификувано во нашата држава како тероризам, но овие кои што влегуваат, кои што прават кривично дело, да не се лажеме, пак да немаме дилеми. Апсолутно не викам дека тие треба да се изземат одговорност. Апсолутно никако да се прати со лижапчина и со еклери дома, но дека би требало да се поврлече некаква аналогија, мислам дека не би смеел. Умеир, еве помина толку години помина. И што мислиш, научија ли македонските граѓани, независно од која етничка група, независно од конфесија, нешто од 27 април? На што мислиш нешто? Па еве, научивме ли дека прво дека не треба да се влезе во собрание на таков начин? Прво дека е факт дека институциите и колку да не сме задоволни, дека не би требало нашето незадоволство да го артикулираме со помош на тупаници, столици, фрлање по претеници. Тоа е една работа. Втора работа, не знам дали се сеќаваш што беше тригерот наводен за влезот. Тогашен пратеник од БЕС, ако не се лажам, за Кирија, кој што пееше химната на Албанија. Преходно пеа па добре, тоа е за осудан, мислам, не можеш ти химна на друга држава да пееш во собрание на твоја држава. Види, се согласувам, но тој никош ја не сваќам, не гледам дека тој кажал дека Македонија не го држава, освен тоа што членува во институциите на држава. Декларативно е една работа ти да кажеш дека Македонија е држава, а да работиш противно на државата која што декларативно викаш дека е твоја држава, за мене е ево најблага рака да кажеме ридикулно, смешно. А платата ја примат на денари? Па не само денари, него кога, знаеш како, на лек, на пример. Знаеш како, кога ќе имаш потреба, сите имаме потреба од здравство, одиш и бараш доктори во оваа држава, не одиш на Косово и во Албанија, или не одиш во Србија или во Грција.
И логично... Каде што има, нели, и албанци, и македонци, ама нормално ти си ги многу квалитетни албанци, види, лекари што се во Македонија. Знаеш како, ја не сакам и вечерва тоа да се обидеме да им го објасниме на гледачите, ако и ти се согласуваш, дека кога ќе прекинеме да ги гледаме луѓето прво низ призмата на етничката припадност, а потоа низ призмата на квалитетот, на вештините, на образованието, на искуството. Ја не можам да разберам, јас неколку пати во емисија, не знам дали си чул, ја би бил пресреќен во држава сите министри да се албанци, етнички албанци, но доколку се квалификувани, со одлични искуства, со одлични вештини и што ќе прават, ќе дадат еден страшен бенефит за сите нас. Тотално не ми е гајле, може да бидат и анунаки, може да бидат и марсовци. А што мислиш на македонските политичари, им значи албанците тука, министрите, да бидат лојални на државата, да бидат паметни и да бидат честни? Мислам дека повеќе им на македонските политичари повеќе им значи да бидат лојални спрема нив кога се во коалиција, а не спрема граѓаните. Да. Ајде вака да имаме профил на албанец високо квалификуван, честен, лојален на државата, ги почитува символите на државата. Може да ми кажеш еден таков? Имате... Не само да ми кажеш еден таков. Не зборам за... Чекај, имаме две опции. Значи имаме профил на личност, не на профил на личност. Ти се викаш хипотетички, така. Хипотетички, и да замислиме дека таков ја не знам. Да. Имаме профил на личност кој што е етнички албанец, кој што е високо образован, честен и лојален кон државата. Не користни знаме на туѓи држави и така натаму. Имаме друг профил на личност кој што исто е албанец, кој што е не квалификуван, има купена диплома, мафта со знамења на други држави и кој што е нечесен. Од друга страна имаме политичар македонец кој што треба да избере да соработува со едниот од овие двајца. Мислиш ќе го избере овој првиот? Ој честниот кој што се сака државата. Види, искуството до сега овој првиот ќе му каже дај да ја средиме државата, дај нешто да направиме. Ме праша да ти одговорам. Овој вториот ќе му каже дај пари да правиме. И ме праша ти одговорам. Ќе му пужи рака на овој. Искуството, емпиризмот мој вели дека си во право, дека повеќе ќе се опроделат кон обскурен лик кој што е лесно манипулативен и лесно ќе генерира црни, нечестни пари за сите во државата кои што се на власт, порем на власт. Но, нели мислиш дека е време конечно јавно да почнеме да ги означуваме луѓето кои што ние ќе ги пропознаеме? Ова што го викаш ти имагинарно е добро. Но еве на пример вице-премиерот за добро владење Фетај, така се викаше ликот. Кој што си си замина без не. Види, ај осте што си замина. Прво не знаеме дали си заминал. Никаде формално не информирал како јавност, пошто ни види, ај ти го плаќаме, треба да информира. А пази, истиот имаше изјава дека... Не само тоа, слушај го, човекот е ставен на позиција за добро владење, а не доаѓал на работа, не припирил на работа. А види, пак ќе ти кажа, има и добро владење од дома. Што е тоа проблем ти од дома, да си владееш добро? Дома ќе си владееш со соседите, ама дојди на работа која ај ти го плаќаме умеј. Да. Види, проблематично со него беше и фактот што него владее добро македонскиот јазик. Не добро, тој него владее ни на ниво да се разбере со околината. Друго исто и начинот он кога дојде, нели, тогаш кога пред да ја превземе функцијата, имаше едно објавено такво едно видео каде го качуваат во кола, го испремеството го прави, таков селјачки начин. Кажи ми, меѓу вас етничките албанци го доживуваат или како селјачки, баш убав термин? Многу ми се допаѓа селјачки начин кога вака некој политичар се обидува да ја покаже својот елитизам, да го покаже. Не, за жал, мислам таквите ги гледат како репер. Рол модел, како рол модел? Да, како репер, да. И не случајно го прави така. Неверојатно, просто не можам да верувам. И толку албанците се прифаќаат дека јас сакам да порасам да станам. Вика албанците генерално ние сме таков народ, мислам, не случајно они цело време на таков начин ни го, како да кажам, гласовите им ги земаат на луѓето. Тоа селјацизам со етнички прашања, така етнонационализам. Пошто они штом на тоа, нели, со таков наратив они вада добар резултат, тоа значи дека кај луѓето пали. И дека не се они глупи, туку глуп е народот во смисла што им го дозволува тоа. И вака кога ќе слушнам твоите сограѓани од Шишове, не подалек од Шишове или во Скопје, кај што се движиш, кои што се припадници на албанскиот етникум,
не ти се обраќаат да кажат, кој си ти вака да не навредуваш и да ни кажеш дека ние сме селјаци, прости, никакви заостанати во цивилизацијскиот процес и така натаму, пошто често знаеш што да го кажеш. Имаш проблеми со нив или не? Не, мислам супер си живее. Значи они обожаваат кога ти им викаш дека се вие примитивни. Не во смисла обожаваат, мислам некои го прифаќаат тоа, знаат дека не, мислам дека не е во ред. Дека не е во ред тоа, мислам, ама од стравот да им не бидат прерасудени од околината, мислам се задржуваат на тоа. Мислам за многу работи што јас ги изнесувам во јавност, они повеќето се како да кажам, го прифаќаат тоа како такво. Мислам и на моите објави имам доста лајкови од албанци, мислам. Да, гледам дека ти 99% пишуваш на македонски на Facebook, така? Да. Зошто си го одбрал како начин полесно да имаш поголем рич? Некојаш пишувам и на албански, многу поретко, но бидејќи поголем рич да стигнеш до повеќе луѓе, така? Па види, следбениците повеќето ми се македонци. Сега која е логиката јас да ми пишувам на албански, кога можат повеќето можат да се разберат на македонски. Еве кога сме веќе кај таа логика, да ти покажам еден пример вчера што се случи баш онака, викам Ти знаеш дека во Шишево, например, албанците македонскиот го владеат онака знаеш ли перфектно. Оваа девојка, кажеме, еве денеска да ја направиме позната на изеја, знаеш ли? Да, позната ми. Вејсели се презива, а мислам дека Лиридона е името. Еве, Лиридона Вејсели, и вчера пушта на едно 90 на медиумот кој што се 90% македонски, линк на кој што пишува врз линкот на албански. Јас си одговарам, не е лошо на македонски да ти пратиш мејл, со цел да не разбере. Можеш ли да им преведеш што ми одговара таа, мене го гледаш ли дека не е лошо? Можеш ли да ми го преведеш? Вика, јас сум албанка, го зборам мојот јазик, ти смета, прашалник. И прашалник и извичник, не знам. И не е лошо да напишеш на, можеш ли ти да напишеш на, зошто не пишеш на албански јазик, така? Ти зошто не пишуваш на албански јазик, да те разбирам и јас, пак прашалник извичник. Така. Се кажи ми, во дамава претпоставам се представува како некаков интелектуалец, како новинарка, немам представа дали, но многу интересно е што гледам дека промовира некои вредности на Европската унија со амбасадорот на ЕУ Рока, сега ќе си видам со него наредната недела, па баш ќе го прашам дали тој поддржува ваков иренедистички во најмала рака безобразен наратив кога некој безобразен во смисла, мислам. Ама види сега, те молам и велам напишете македонски да се разбереме за да можеме нешто да помогнеме. Во крајна линија официјалниот јазик на цела територија оваа држава е македонскиот јазик. Дали можела и на македонски и на албански да. Во крајна линија, така, а овде очигледно постои елемент на аздис и на намерно еве да не речам навредување, но омаловажување на луѓето кои што еве сакаш ти да им се обратиш. Каков е тој начин сега ти ме сакаш ја и ти изборувам и ти почнеш да ми избориш на јапонски, а знаеш дека нити уја нити некој во телевизија разбираме јапонски. На кому ќе се обратиш ти? И тоа ме интересира и сега гледај. Реагирам, ја ги ставам во reply all едно чудо редакции и ниту една, ниту македонска, албанска не реагира, каже стварно човекот во право, зашто не пишуваш на албански? Не можам да го разбирам тој порив кај дел од албанците за инает, класичен инает, да пишуваш и да зборуваш албански, иако знаеш дека нема да те разбереме. Не треба да се генерализира, мислам, кога се збори нели албанци. Тоа има и доста албанци кои што се многу разумни, бидејќи на мене многу ми викат зашто имаш такви либерални ставови во однос на овие теми. Мислам, моите ставови не дека се либерални, туку се рационални, разумни, да. Цивилизирани, како да ти кажам, во 21 век треба да се разбереме, а не да не се разбереме. Разумни ставови, мислам. Така е. Така да, мислам дека стварно не знам која е потребата, еве во таква. Ама видиме, што имаш ти против? Што имаш ти, ме прашува мене, што имаш ти против албанците, зашто си им напишал? Ајде те молам, напиши на македонски. Дај Боже, ние да знаеме и двајцата, например, да знаеме да збориме, не знам, индиски. Дај Боже. Ке седнеме на кафе, на индиски ги збориме, ме разбираш. Ама не можам да верувам дека цурава, девојкава не знае да напише 3 збора на македонски. Во крајна линија, земи Google Translate во 21 век, може да се испреведеш, па ако веќе имаш потреба да те разбереме, значи да имаш поголем рич информацијата или прашањето твое да стигне до повеќе луѓе, па направи го на начин на кој што ти нема да ме омаловажиш. А вака ме омаловажуваш и дополнително ме навредуваш, ми викаш, хајде пишувај ти на албански. Па извини, во мојата држава и во твојата држава знаеме каков е уставот. Види, да се навратам на прашањето за јазикот. Мислам зашто јас пишувам на кирилица и на македонски литературен јазик.
Јас не познавам некого од моето друштво кој што е албанец, а не разбира македонски јазик. Така да има ли што не разбираат кирилица? Знам многу македонци на пример кои што не разбираат албански јазик. Сега со цело вие што не разбирате албански да ме разберат, јас пишувам на македонски бидејќи веројатноста да бидам разберен од двете страни е поголема. Или практика, прагматика, лукративност, како сакаш наречи го. Така, идејата е да стигнеш до поголем број на луѓе да те разберат. Инаку со ваков начин, со ваков пристав во смисла кога пишувам на албански заинат на македонски, мислам нема да постигам ништо. Постигнеш само контраефект. Ги иритираш граѓаните македонците тотално. Мислам треба така работите да ги гледаме малце по-рационално, без емоции, без што е она што гледаме ке помладиве, на пример, овие протести што беа пред 2 недели за правосудниот систем, правосудниот испит во Скопје. Претпоставам го гледаш и го видите и самиот на сите вести беа објавени. Што им треба на тие луѓе кои што гарантирам огромен број од нив не ни биле родени во 2001 да скандираат УЧК, нешто што знаат дека генерира страшна болка кај нас. Еве, не само македонците, не албанците во Македонија, тоа што знаеме што се доживуваше, а особено што поминал огромен број на години, се обидуваме да заборавиме, да простиме, да се споиме повторно. Што им треба таков наратив? Зошто за една правна работа, за една уставна категорија да се генерира проблем со повикување на организација која што во 2001 била прогласена за терористичка? Не знам, знаеш дека ОФАК и Али Ахмет е ставена на црна листа во 2001 и 2002. Знаеш ли, не знаеш? Не знам. Да ти покажам, сакаш да го видиш тој документ, интересира ли не? Ајде да видам и после еден. Да ми одговориш. Не, мој личен став околу. Еве ти. Еве ди Federal Register ги гледаш УЧК. Да. Ке ти го пратам, после целиот да видиш, го имаш тука и Али Ахмет. Добра, не може до тоа да се Ова е... Молам? Не знам, Боко Харам, пример. Не е Ал-Каеда. Не, но сакам ти кажам дека ако некој во тој момент е препознал и сега гледаш дека ствара чувство на сериозна болка кај твојот сограѓанин македонец, турчин, бошњак, србин, зошто тоа би го правил некој што има 20 години, 21, 22. Тоа се обидам да ми го објасниш, стварно не ми е јасно. Значи, седиме во редакција, сите викаме, чому им треба тоа? Да, мислам да се разбираме тука. 2026 година, такви скандирање во вакви околности од таков профил на луѓе кои што бараат сосема нешто друго. Зборуваме за интелектуалци, така? Да. Стварно е неприфатливо и мислам нелогично. Сега, но да се навратиме во 2001 што спомна, нели, УЧК го спомна како терористичка организација. Не го спомна, така го спомнал Буш постариот. Добро. Со извршна одлука на негова одлука. Не сум го стал ја. Дали УЧК во 2001 било нешто неопходно за албанците? Не знам, тоа треба. Албанците што живееле тогаш да ми го кажете, ако ти знаеш дали било. Не, ја мислам, да, мислам 2 години сум имал тогаш. Види, јас само ќе ти кажам дека не можам да прифатам, не сега, не во Македонија, не во Косово. Само се слушаме. Не можам да прифатам, еве и да станува збор за човекови права. Не можам да прифатам дека барањето ќе се реализира со помош на убивање на твои сограѓани. И со пушка и со оружје. Само тоа не можеме да го прифатиме. Да, ма Љупче Георгиевски сам призна дека сгрешивме тогаш со албанците, бидејќи можевме да превенираме. Се согласувам, ама пак и се кажам. Точковски исто тоа го збореше и многу други тогаш. Но еве кажи ми ти како интелектуалец, како човек што доаѓаш од таа етничка заедница, мислиш дека е нормално правата да си ги бараш така? Види. Ајде на хронологија да направиме од 90. Не, само одговорим прво на ова прашање. Нормално е да се барат, ќе ми ја кажеш ти хронологија, дај обиди се да не бе зависи од околностите сега. Еве сега те прашам, дали сега не. Не, така. Вакви околности не. Добро. Ама 2001 не можеш да гарантираш, така? Да, сослушајме сега. Ајде. Хронологија да направиме што се случуваше во 90-тите години во Македонија. 91 се носи уставот. Добро. Каде што албанците од народност стануваат малцинство. А што е разлика помеѓу народност и малцинство? Не, ајде сега да биди правник си сега. Еве, јас сум професор по филозофија, ти си професор по правни науки. Како народност, чувството за кон државата е многу чувствате, молам во правото не познава чувство, дух на закон и такви работи. Не случајно се прави тоа разграничување на тие термини. Народност е од време на Југославија, само да ја објасним на граѓаните. Народност беше термин што беше користена во едно дуго време, каде што твоите сограѓани широка употреба на апсолутно, така. Но твоите сограѓани што велеа дека не живееле добро во времето на Тито. Кој вели тоа?
По старите прашај ги дали живееле? Во некој период живееле, во некој не. Например, татко ми работел во МЗТ, да го прашам. И што ќе рече татко ти кажам? Многу поубаво тогаш се живеел. Ја ќе ти кажам исто дека ја ќе ти речам сум живеел, сум бил тинеџер, многу поубаво сум живеел. Сега 91 го имаме уставот. 93 се случува приватизација. Добро. Албанците не добиваат законите на Анте Марковиќ, албанците не добиваат. Ова го слушнав од Али Ахметиеве, ако љубов си го знаеш. Да, ама само на Али Ахмети му текна сега да го каже откако откако замина во опозиција. Јас за ова го зборам веќе 7-8 години, мој 18 години сум зборал за приватизацијата. Приватизација. 93 агенција. Кажи ми за приватизација. Што е тука спорно? Зошто албанците се чувствуваат занемарени во тој момент? Затоа што било направено така за да не бидат вклучени сите, туку само мнозинството акционери. И сега Агенција за администрација, за приватизација. Добро. Се формира агенција за приватизација. Дали има еден албанец таму во таа агенција? Мислам дека немаше. Како може да се гарантира објективност при приватизација кога нема еден албанец во таа агенција? А пак ќе се прашаме, гледај, пак се факеш на тоа што мене никако не може да ми го објасни. Зошто прво гледаш вамо нема албанец? Зошто не прашаш зошто нема човек кој што доаѓа од Западна Македонија, кој што бил дел од раководството на некоја компанија? Имаме период каде што етничките прашања биле многу жешки, актуелни, и жешки, така. И жешки, да. Затоа сега ја правиме таа дистинкција албанец македонец. Еве пак ќе ти кажам, значи немало албанец. Што се сеќам немало. Добро, иде понатаму. Објаснуваме за да дојдеме до 2000. Ти се обидуваш да објасниш, да, се обидувам, да. Да дојдеме до 2000. Ајде да видиме до 2001, после да дојдеме. Да продолжам сега да се обидувам. 93-та приватизација. Албанците исклучени, се создаваат елити македонски, олигарси така наречени, така натаму. Тајкуните што беа нели во Хрватска и тука. И сега ти имаш на пример една таква елита создадена и со која албанците веќе не можат да се, како да кажам, да се соочуваат. Во трка на 100 метри ти имаат 110 со пречки, а другите трчат 100. Тие почнуваат на добро, те разбирам. Од последните 10. Океј. И сега имаше нели битпазарските настани, имаше гостиварските настани и така натаму и целиот тој гнев после доведе до 2001 година. Бидејќи ги време заброеше други работи. Имаше и пукање на границата Албанија-Македонија, каде што имаше наши македонци убиени. На сите протести. Сослушаме само да бидеме искрени. Имало непропорционална сила употребена од полицијата. Значи имаш тројца убиени во Битпазар, имаш двајца во Гостивар. А на што беше реакцијата на тројцата убиена во Битпазар? Знаеш на што? На убиство претходно на друг. На жена. На жена, така беше? Мислам дека да, така беше. Па сега види, ако некој прв посегне по оружјето, што е непропорционално ако друг се брани со оружје? Само тоа те прашам. Види сега, а да се прашаме зошто дошло до убиството? Првичното што било поентата ми е дека можело тоа да се превенира, да не дојде 2001. Мислам, јас имам читано дека тогаш овој закон за локална самоуправа веќе им бил даден на пратениците тогаш на ПДП самите да си го. Најде да се вратиме на хронологијата, интересно ми ја раскажуваш, еве, викаш. Не, сметам дека појавата на учекот тогаш била неопходна. И не била глупост на албанците тогаш, туку била глупост на македонските политичари. Мислам, и самите тоа го признава, тоа го зборевме, и Љупче Горгиевски сам тоа го признава, Фрчковски кој што бил тогаш министер за внатрешни работи. Така. Тој тие периоди, тој но пак ќе те прашам. Тогаш било неопходно и го оправдувам појавата на Учеков. И убиствата што ги правило? Не, убиства на цивили не се оправдуваат, мислам во никаков случај, мислам, но сепак имало нели од двете страни цивили убиени, најмногу биле. Што е трагично. Што е трагично и најмногу имало албанци, сега да се разбераме. Апсолутно, било имало. Така е. Ама имало и македонци, знаеш. Ама во 2020 хотел Бриони се сеќаваш за врзани за столпи дигнати со експлозив и така натаму, мислам тоа е бестијално. Да. И сега 2026 кога веќе ти си влегол во системот, што вика тој македонски компјутер, значи имаш и албански компјутер. Така е. Си влегол во системот. Што е трагично, највише што е трагично. Сите нели политичари албанци што имаат влезено во системот се збогатиле
Као на пример, кажи ми. Ништо не направиле за албанците. Кажи ми. Ништо не направиле за албанците. Не кажи ми кој се албанците. збогатил. Не ми бегај се. Кажи ми Да кажам кој не. Зашто? Кажи ми еден име и презиме. Кажи, овој политичар сметам дека непропорционално што би рекол ти се збогатил во еден временски период како политичар. Кој е тој? Ајде, Умер. Кои се тие? Еден кажи ми. Мислиш кои се тие? Име и презиме, да. Кој е? Чисто сакам и моите сограѓани албанци да го чујат кој е тој. Види, јас имам. Дај да збориме со имиње и презиме, Умер, а не со. Јас имам зборене и за Али Ахмети, и за Артан Групи, и за. Ти мислиш дека несразмерно сите тие несразмерно се збогатиле за овој период? Апсолутно, па како? Те прашувам, кажи ми, ја немам увид во нивните завршни сметки, на пример. Не знам. Несразмерно се збогатиле и они се збогатиле и Мијалкови, и Груевски, значи, сите и Црвенковски, и Љупчев. Не, за тие ги знаеме. Ме разбираш? Црвенковски баш не можам Црвенковски баш не можам да кажам дека, али за овие за Љупчо мислам да не правиме за Груевски, за Сашо. Значи не збориме за обични директори сега, да не почнам со имиња да ги набројам. Обичен директор на некое предпријатие станал милионер. И сега викаш дека постои покрај македонскиот компјутер, убаво викаш постои албански компјутер. Сега што е проблемот покрај албанскиот компјутер да кажеш, не, албанскиот компјутер е многу мал, сакаме да биде голем колку македонскиот, така ли? Да се апдейтира. Да се апдейтира, така ли е? Да. Фактори се да направиме или шо? Или без фактори се, само апгрейд, што да правиме? И сега излегуваш, протестираш, скандираш Учеко, а немаш појма што не си живеел тогаш. Не си живеел тогаш, околностите се сосема различни. Апсолутно. Кога веќе имаш пристап во компјутер, и си имал министри за правда албанци. Цело време. И сега Филков е бил не само тоа, него Тала Джафери ти кажал дека ти потпишал дека полагањето на правосудниот систем на македонски е сосема во ред. Ставил подпис. Иако не смел да стави подпис на законот за потребни јазици, тоа сака малци тоа да го збориме. Тоа е преседан кој што не е познат у свет. Ти да потпишеш на место на претседател на држава, кој што не сака. Да, мислам ова малце се збори, мислам многу малце се збори, мислам кога се спомнува закон за употреба на јазиците, бидејќи и таму не беше оспорено само по содржината, туку и постапката, да, и процедурата. Да, пошто немаше подпис на тогашниот претседател. Не само тоа, сега ќе ти покажам еден друг момент, сигурно го знаеш ти, ако ми дозволиш да ти покажам. Ова е например, само да го најдам, уставот, еве ти го законот, видиш што вика членот 1. Го гледаш? И прочитай го ставот 2, те молам, на законот за употреба на јазици од 2019, тогаш е влезен во. И дали читаш една заграда? Гледаш ли една заграда? Овој се дополнува со амандманот, мислам 6. Не. Амандманот 5. Да, но погледни го, не, ова ти е законот за јазиците, тоа ти покажа. Види што пише во заградата, значи се става 20% во заграда албански јазик. Го читаш тоа? Овдека? Ама мислам дека ова го нема на... Го има. Ова е од така... На постоечкиот и не само предлоги. Ова е прочистен текст. Симнат од академика сајтот. Значи, ако академика сајтот... Не, добро. Се гледај. А овој ист член на кој што тие се повикуваат... Без разлика, сепак не може да биде на исто ниво со македонскиот јазик. Не, друго ми сакам да ти кажам. Во уставот не пишува албански јазик во наводници. Во заграда. Него уставот вика само 20% од граѓаните и не вели на целата територија 20%. 7 и амандманот 5. Апсолутно. Како, значи со ова се губи супремацијата на уставот. Ако ти со законот, а особено што член 57 од уставот вели дека еве како вика во Република Македонија законите мора да бидат во согласно со уставот, а сите други прописи со уставот и со закон. Секој е должен да го почита. И сега овој закон ваков има дефект, сериозен дефект. Овој не сме воопшто во целост да биде во употреба. И затоа не се почитува. Бидејќи има и ама е во правен промет. И од Венецијанската комисија има препорака да не се пишува казна. Ама во правен промет е Умер. Он генерира, пошто е во правен промет, место да се тргне, да се седне. Ова е голем дефект и не знам зашто. Мислам од прилика знам зашто Уставниот суд веќе не го поништува или го укинува. Се прави дискриминација на другите етнички заедници во Македонија. Тој кој што законодавецот кој го генерирал овој дел од уставот, а бил генериран поради 2001 и Охридскиот рамковен договор, намерно го ставил да е втор службен јазик, односно да не е за цела територија, за да може, например, во Кумановка што има турци 20% и срби, и тие да ги уживаат истите права кои што се влечат од уставот. Па тоа е лошо, без директна потреба да се користи албанскиот јазик. Зошто да се во Струмица, например, во Гевгелија ќе користат ли?
Не, ама затоа не е ставено на цела територија, тоа е разликата. Да, и тоа што не можам да разберам зошто албанските политичари упорно силуваат и да го читат на начин на кој што не треба да го читаат. Зошто го читаат дека овдека се препознавал албанскиот јазик. Ја не го препознам албански. Ја ги препознам сите други јазици. Знаеш во Косово како е уреден српскиот јазик? Таму во устав, во член 5 на уставот на Косово пишува. Знаеш ли во Косово колку службени јазици се. Знаеш ли во Косово колку има срби? 5 души има. Да. Службени јазици се албанскиот и српскиот јазик. И после имате Ама заеднички пишува, така? Албанскиот и српскиот јазик. И ставот 2 од член 5 таму вели јазикот на ромите, бошњаците исто така е службен јазик и се договорува со закон. Ги еквивализира албанскиот и српскиот. Да, аналогно на тоа мислам нашиот не го прави тоа. Него го нема направено тоа, и ако одиме по истата аналогија, мислам не треба по логија да го читаме. Да, нашиот албанскиот јазик кај нас е на ниво на не на српскиот во Косово. Не, него на ромскиот, турскиот како што ги апсолутно. Ама види, некој го смислил затоа што не можеш да им наметнеш. Затоа овој закон се оспорува. И мислам и ќе падне. Па види, само мене ме чуди зошто тактизира Уставниот суд и не ги носи одлугите, затоа што се толку очигледни, имаме од Венецијанска комисија по неколку точки. Они мислат дека кој знае што ќе се случи, не знам, ќе има некој. И на што личеше на бранење јазикот со шатори пред Уставен суд од страна на ДУИ, се сеќаваш на тоа? Се сеќавам. И како ги собра шаторот кој им кажа дека Артан Груби е на црна листа и се спакува вечерта и што има врска црната листа да ги спакуваш куфери овие шаторите. И што кога ќе отидат луѓето на одморот со шатори, ќе им кажеш ова е на црна листа и така ги бркаат. Од шатори? Па не ми е битно дали се во црна листа, они се тука треба да бидат во црна листа, во затвор треба да бидат. Мислам, ми е гајле мене он дали ќе може да патува во Америка или не. Мислам, и тоа е без везе наметната тема за црната листа. Не е само патување, не. Остави се таа работа. Пристап и Европската унија ги следи одлуките на ОФАК и на особено извршните наредби на председателите на Америка. Ако тој е во слобода кај нас. Е во бела листа кај нас. Што ми е гајле мене за се согласувам. И да се вратим на правосудниот. Сега кажи ми ти според тебе, имаат право или немаат право? Што бараат да се полака на албански јазик? Согласно постоечкиот закон за употреба на јазиците, они имаат право тоа да го бараат. Не, така не пишува во тој закон. Како не пишува? Ама не е тоа управна постапка? Не е управна постапка, но Министерството за правда нели формира комисија. Така. Да, комисијата после го прави правилник. Добро, ама тоа е пак одлука на и комисијата. Ама одлука на комисијата, така? Да. И нешто што тука кога сме кај комисијата Ама има дел кај што вика комисиите, нели во закон за употреба на јазици и министерствата. Но ајде најдеме друга аналогија во Европа каде што се користи друг јазик, освен оној кој што Види, јас ти објаснувам за кај нас, мислам не е гајле како ве. Ама гледај сега, интересен си кога нешто ти одговара, објаснуваш аналогија. Не ми одговара. Види, влечеш аналогија со Косово, а сега кога нешто не ти одговара, тогаш викаш ама не ми одговара. Не ми одговара. Јас кажав дека чекај, слушаме убаво. Јас викам дека согласно сегашниот што рече дека е во промет закон за употреба на јазици имаат право, но јас сметам дека тој закон треба да падне бидејќи ама збориш закон од цел, како закон. Да. Има проблеми со самата постапка на носење, има проблеми со членовите. Па види препораките на Венецијанската комисија супремација, дали разбираш? Препораките на Европската комисија се дека на Венецијанската комисија се дека ќе го забавува функционирањето на судството во целост. Апсолутно, зашто ќе треба да бараме преведувачи. Не само тоа, на пример ќе се злоупотребат многу постапки. На пример во Струмица што спомнавме ќе се заврши некоја постапка само на македонски јазик, на другата станка што ќе го изгуби спорт ќе каже ама не било не било на албански. Не било на албански. Да, ама нели на почетокот при постапката судијата ти вика го разбираш, не го разбираш. И ќе го загрозува тој принципот на фер судење. Мислам тоа околу законот што сметам дека не треба да постои ваков како што е направен, апсолутно, но дали они имат право легално да го барат, тоа го мислам го има. Но што е добивката? Ај се да А тоа е друга прашање. Која е добивката? Нема добивка, загуба има. Сега ќе ти објаснам зашто. Ајде. На пример, завршуваш основно средно на албански јазик. Добро. Сега дипломираш
на албански јазик, факултет завршуваш. Добро. И прв пат имаш пристап со македонски јазик, законите ги учиш на македонски јазик, кога го полагаш правосудниот испит. Добро. И без правосуден испит и не си онака квалификуван правник баш во целост. Ти не можеш да работиш во државни правосудни институции. Не можеш да станеш судија, адвокат без правосуден испит. Што е нормално во сите земји во Европа. Сега јас познавам многу што има завршено, има дипломирано на факултет на албански јазик и што викат леле среќа, викат што е правосудниот на македонски, па после викам можеме во пракса да се снаоѓаме. И инаку вика без правосудниот на македонски вика ние ќе се изгубиме, не мислам дека и синтаксата и самите реченици на албански на македонски се поинакви, така ли? Да. Мислам друга не е медицина, не е. Така, види во крайна линија законите се пишуваат на македонски јазик. Не случајно тоа така. Тоа ти вика многу албанци што завршуваат на албански јазик, дипломираат факултет, они викаат дека многу супер што е на македонски направено правосудниот. Замисли сега и правосудниот да се полага на албански јазик, еве, хипотетички се полага на албански јазик. Добро. После треба во Академија за судии и обвинители. Да. И таму ќе треба. Така, и таму ќе треба да се смени законот да може одредена група да работи, да учи, да се доквалификува и да се оспособува на албански јазик. И да претпоставиме дека не се менува таму? Не, а да претпоставиме дека се менува. Ај са вака да. Еве брейнсторм. Еве се менува. Не, еве се менува. Еве од академија излегуваат 6 обвинители кои што се во албанската група и 12 што се во македонскиот. Одат се пријавуваат во обвинителство. И тоа што правиме, обвинителот треба да отвори категорија, група на албански обвинители кои што ќе работат исклучиво на албански јазик. И тоа што поставува, види, се поставува круцијално прашање. А кој ќе опреведи законите точно кога што законодавецот сакал да ги каже на албански јазик? И ќе се вртиме во круг и постојано ќе бараме преведувачи или се случува убиство, хипотетички во Скопје, нели, во 11 навечер, дежурен е албанецот, а полицајците се македонци. Доаѓа избори на албански и вика, чекај дете разбираме. Немаше да не ме разбирате. Јас сум си шо личи тоа? Каде одиме ние, јас ти кажеме? Види, ќе имаше логика. Ова е апсурд. Така имаше логика како постапките беа и на албански, тогаш ќе имаше логика. Ама еве ти покажав како ти влезеш во академија, еве да претпоставиме ќе влезеш, ќе треба после да те изберат за судија или обвинител, постапките да се на македонски. Ама не бе. Како ќе се снаоѓаш? Ама тоа муабет не правиме како ќе се снаоѓаш. Или адвокат ќе станеш. Еве да те прашам, еве пошто рече дека огромен дел од твоите клиенти се албанци, така? Да. Кога идеш на суд, одите на суд, еве кривично, дека работиш, еве и граѓански било што да работиш, нели? И за штети, еве. Не име гаѓа на што јазик ќе збори судијата. Не, судијата ги прашува дали разбираш македонски, ги прашува, така? И разбираат ли, кажи ми сега, меѓу мене и тебе вака? 99%? Да. Па како тогаш се шуму тогаш потребата да правиме проблем кај што го нема проблемот? Види, ја ти кажав кај мене во село Шишево на пример, албанците го зборат совршено македонскиот јазик. Не поради фактот што сме нели. Ја ќе ти кажам, ја имам другари албанци кои што зборат боле македонски од мене. Сега има добиено награди на македонски јазик, ја немам добиено награди на македонски јазик. И гледај, не ги прави помали албанци. Ги прави поголеми патриоти за оваа држава, пошто викаат, јас сум тука роден, моите деца се тука родени, јас сакам оваа држава да оди. Тоа не го разбирам. И она приказката те слушам пред некој ден за пењето химна на фудбалерите, твој објаснување што ми е многу нелогично. Се кажи ми да убаво сум те разбрал, може ја лошо да сум те разбрал. Албанциските спортисти, фудбалериве, барди и компанија што играат за нашата репрезентација, не апеле химната зашо имињата спомнатите внатри нема ни еден албанец. Сега те прашам ја тебе. Според тебе, што треба да направиме? Имаме неколку опции. Да смениме химната текстот за да тие се препознаат ли? Второ, може ли да ставиме на 13 август 2001 во Вила Билјана, кога се потпишува Охридскиот рамковен договор. Еден од принципите прифатени е дека ќе се почитува мултикултурниот карактер на државата. Од тој момент ние сме прифатиле да коегзистираме, ако да не соживееме, да коегзистираме тука заедно. Тоа е многу погрешно. Ние треба или ќе живееме или нема да живееме. Што е тоа коегзистирање? Добро, еве, така дека биде и исто така сме го прифатили ова знаме, оваа химна и другиве символи нели на оваа држава. И како го покажуваат фудбалерите во пракса тоа? Тоа е непочит, За нешто што веќе ти си го прифатил како такво. Сега, ти ако си имал забелешки околу химната, околу
знамето. Требало да ги артикулираш тогаш. Си требало да ги артикулираш. И да се избориш нешто да се промени. Така е. Во моментот ти кога си го потпишал Охридскиот рамковен договор, ти си го прифатил, ти си ја прифатил таа химна, си го прифатил веќе тоа знаме и тоа треба да се почитува. Апсолутно. Кажи ми, Шкодран Мустафи го знаеш, фудбалерот? Од Гостивар по Потокло. Од Гостивар по Потокло. Тој е роден во Германија, не е? Али неговите се од Гостивар, така? Да, ја пее германската им. Го зема зборот. Зошто не вика оние не ја пеа германската химна? Или малку нелогично? Апсолутно, мислам, нема никаква. Пази, човекот има потеклот овде, и кога ќе ги видам неговите подржувачи на стадионот, држат се слушаме само. Германско и албанско знаме. И види, не ме боли. Човекот бар вика, мене Македонија не ја чувствувам никако. Јас сум роден само случајно на географска локација толку и толку на таа локација во Гостивар во Македонија. Тоа е јас и македонјан. Да не ти кажам други што играат за Грција, имаш 20 што играат за Грција. Што мислиш дека еве да ги видиш на видео, окај се сите отворени за Грција. Пази, и еден од нив е роден во Албанија. Има многу во Грција. И зошто? Чуму тоа треба? Единствено што не па да бидам искрен се фудбалерите кои што се и од Косово и од Македонија или родени во Швајцарија, тие не ги пеат и во Швајцарија, но гледаш швајцарците пошто се однака конфедерација, тие немаат проблем со тоа, научени се дека различни етникуми живеат и тоа. Но во другите земји, еве Германија сам ја кажа сега, така? Види, јас многу родини имам во Швајцарија, не знаеш што им викам. Вие тоа знамето швајцарско со себе треба да го носите цел живот, викам, во каква држава живеете. Така ли е? Све ви овозможила. Све ви овозможила. И не само тоа, него праша ги дали сака да се вратат во Македонија. Ја ти кажам, никад не би се. Така, согласуваш со мене. И ти уште паметно да ти е во Албанија, во Македонија. И ти уште ова да го правиш, види. Иако еве јас условно ова, мене воопшто не ме нервира. Дали знаеш дека таквите немаат ниту еден пријател швајцарец, на пример? Не? Швајцарија нема. Зошто кажам? Со португалци, со србини, со србин, мислам, може да се дружиш затоа што не ги прифаќаат они таков карактер, нешто за што ќе прави муабет. Така е. Како да пие тука 10 Red Bull-а или со колата како шлајфува. Тоа да му објасни на швајцарецот како там јаде и го фрла. И како шета со оружје у гепек. Да, или како пука по свадби. Тоа на швајцарецот ќе му се тешко. Ја мислам дека му е срам и да почне да раскажува, нели? Тоа ти викам, мислам не се прифатени толку кај швајцарците. Значи се согласува со мене дека во најмала рака непочитување на државата или не? На фудбалерите што не ја пеат химната. Чисто ме интересира твој мислам. Види, мене искрено не ми пречи. Ама и мене не ми пречи да... Не ми пречи, нека игра да го кажа мојот рационален став. Бидејќи логично е, си прифатил да живееш под тоа знаме, таа химна, тие символи. И треба да ги почитуваш. Така е. Во крајна линија, кога комуницираш со твоите... И јас не можам да не го чувствувам, мислам, не знам, Питу Гули, Јанес Сандански, ништо да не ми значат. Така е. Разбираш? Така е. Например, јас имам критики кон химната, сметам дека требало, например, еве, ке го земеме Охридско-Дебарското востание. Востание заедничко помеѓу македонците и локалците албанци од тој дел. Сефедин Пустина, кој што бил... Океј. Да. Например, он можел да биде на химната. И бе Пали Куки. Да, и Неджата Гоголика. Пример. Например. Да. Можам да имам критики, можам да... Ама гледај, тоа е веќе завршена работа, кога имало момент да се отвори, се отворило, ти не си реагирал. Сега, зошто пак отвораш рани? Знаеш, ако земеш и вака брцаш во работа... А кога веќе постои таква како што е, ти треба да ја почитуваш. Да, али мислам дека тоа нема да се смени. А дека дали тоа имаш... Сметаш дека некој друг треба да се додаде на химната, што е изразува твојата етничка припадност, тоа е веќе друго прашање. Што мислиш за она што го работевме само ние, другите медиуми не го отворили како приказан, не знам дали се го видел, сигурно се го видел, за Трајко Славевски и за неговиот мандат на вице-гувернерите, го следеше тоа или не го следеше? Не го следеше. Да, тоа да не те фатам за тоа. А што мислиш за кандидатурата на Мери Дика за уставен судија? Тоа е она дамата која што во случајот за Боки 13 меѓународен сојуз, тоа го знаеш сигурно, така? Даде исказ дека кога биле на шопинг во Италија, таа го пази го терминот, го позајмила пасашот за да мајка му на Боки и Боки земат такс фри. Се пази, судија на апелација, мислам дека тој имам судија на апелација, председател на, не знам дали беше тогаш во тој момент дали била председател, но еве
да кажеме дека била судија, и сега ти одиш у странска земја и одните викаат мајката на Боки Буки, ај позајми ми го пасашот за такс фри. Сега има само некој логичен одговор што е или им се блокирани сметките на двајцата, што е најверојатно, па неки може да се ги земат парите, или немале пасош воопшто, што е така многу чудно како прашање во тој момент, како преминале граница, како стигнале. Но не се. Да те прашува видител дали е точно, ти да кажеш да, точно сум го дала, и да нема, и сега таа иста дама треба да ни биде нас уставен судија. Значи таа треба да биде така наречена представник на четвртата власт, судска власт, она што не е редовна власт судска, нели, него е она највисоката која што во секоја земја е мајка на законите. Така. И сега таа која што го позајмувала пасош, па зашто мене не ми го, еве утре јас ќе одам за Грција да ја прашам дали може ми го позајми нејзиниот пасош, такс фри да се земам преку нејза. Што викаш ти за таков случај? Нема што да кажеш, шокиран. Немам коментар, стварно мислам. Гледам и овие последни случувања со овие судије што нели ги фатат. А со Зидаров на пример? Добро, Зидаров уште се води постапката, нема некоја ова правосудие. Ама му нашле ДНК материјал на кисичките кај што ги чувал. Да, и што мислиш, колку ќе го уапсат? На колку ќе го? Колку ќе легне? Ја, по 8 години ќе биде срамота да е. А од другиот колку го осуди, овој Ѓаволот, не, осуди правобранител. Наке, како се викаше, Ѓорѓиев? Да. Наке Ѓорѓиев го осуди на 3, сега му ја намалија казната на Не, него сега му падна, мислам дека на 2 и 1 месец. И 2 месеци. Не, мислам дека му падна на Европски суд за човекови права. На Наке. Не. Нема и на Наке? Не, колку толку брзо стигна до там. Апелација му ја намали. Мислам дека нешто имаше, не сум сигурен. Уште во второстепена постапка, да, апелација. И се гледа за што збориме ја и ти? Па тоа ти викам. Значи се тепаме дали македонски или албански, али луѓето си бркаат работа судиите за жал на твои и мои кредити. Тоа е. Целта на казнување, една од целите на казнувањето е да се едукативно да влијае другите да не прават такви. Да се ресоциализира, така ли? Не, тоа за него лично, но и да влијае едукативно за другите да биде пример за другите. Да. Така е. И каков пример даваш ти, судија што нели со 10.000 евра мито што признал дека ќе ги земал, се осудува на 2 години и 1 месец. Види, имаме на пример тоа сабрајле читав. За кражба на велосипед ја памтиш Бесија Илјази? Што беше економски директор. Да, во некоја од клиниките. Кој што не знаела македонски, па татко и доаѓал да ги преведува и кој беше во една од клиниките. Во една од клиниките се сеќаш, економски директор кој што вработил едно чудо. Мислам дека условно ја осуди или како? Пази, жената признала да се договорила и ти ја осудуваш условно, само викаш треба вратиш 11.000 евра. Да. Замисли на што личи ова? Пази, прв пат ти даа шанса после година и пол успеваш да направиш кривично дело. Да. На што личи? Не, за каков мајндсет ние збориме, кажеме, веќе во оваа земја. Не е важно од кој етникум. Нема мислиш дека па немају кај нас македонците и другите. Иста приказка е. Значи не можам да разберам што луѓе сме веднаш кога ќе седнеме за фотелјата, како да има некоја магија и таа фотелјата треба. Па еве во вакви случаи, нека биде судијата на пример албанец, нека биде тогаш националист и за инат 10 години на пример. Да, и нека ајде видиме. Овој македонецот за оваа да више за инат 20 години. Абе не 20, да, 2 години нека влезе. Зошто тогаш не станува националист? Еве ја бев на пример шокиран за Артем Груби како се направи Артем Груби кога се врати самиот, нели? Една вечер да не влезе у притвор. Да, излегува директорот, кажува дека све безбедноста му е загарантирана. Да, беше ке мене емисија човекот овде. Да, многу мислам стварно многу си работи човекот. Да. И сега се толку брзо го види сепак нели човекот Ама еве за вакви случаи ние не протестираме. Не протестираме, нели ги бараме. Ама не викате не учека за вакви. Али барате за нешто што пак нема Не барам. Мислам протестирате, добро, окей. Протестираат, барат. И сосема за крај уште една работа што сакам да те прашам, што ми беше интересно, ти благодарам, стварно ми беше убав муабет до сега со тебе. При крај сме, 1 сат. При крај. Да, знам дека уште ти се збори, ама тоа е тоа. Имаше една Не, треба малци да збориме и за односот на македонците. Слободно. Ајде кажи ми, па јас ќе завршам со ова што сакам да те прашам. Кој е односот на македонците, кажи ми? Па еве сега последно читав една изјава од
мислам, тоа беше актуелно сега, министерот за надворешни работи на Албанија, кој што ги нарече албанците... Он тврди дека не е точно. Добра ме избриша објавата, така да може да се, без разлика. Он, мислам... Ги нарече моите сограѓани, твоите албанци дека се глупаци, идиоти. И ги гледам коментарите на македонците, значи на сограѓаните македонци. На социјални мрежи. Во право е, овие наши веси. Мизерно, таки коментари, таки коментари. Да, во право овие мизерија. Еве ќе ти кажам, мизерија. Кога ќе ти кажам дека албанците од Албанија се различни од албанците тука. Кои се тие луѓе кои што ќе судат некого? Стоти си коментари имаш така. Ама чекај, од која позиција? Позиција на Зевс, од Шива, на кого? Јас вака ги прашувам. На Господ, на Аллах. У која позиција они судат некого? А јас вака ги прашувам, викам, вие со нас албанците во Македонија сепак можете да се живеете. Со албанците од Албанија, вие ќуте ќе јадете секој ден. Во бизнис да влезете вие со нив. Вие не знаете што е, така? Не знаете вие што ве очекува. И ти ќе правиш една таква споредба, као ние биле многу цивилизирани, ние сме нецивилизирани. Не се согласам јас. Преполнети затвори во Шпанија, во Велика Британија, во што не е далеко од вистината, се не се лажеме, и тоа не е далеко од вистината, ама тоа не можеш да кажеш дека со нив можеш да живееш. Така е, апсолутно. Со твои сограѓани тука што живееш во 100 криминалци не може да го прават имиџот на цел етникум во Македонија. И тоа е срамота. Значи не можеш така. Се согласувам и види и убаво што ако си напишал на македонците, односно на неалбанците кои што бе народ. Зашто тоа е мизерија. Како може да се дозволи да генерализираат поради некаква изјава на некој човек кој што еве кажеш, он рече дека не е точно, ти викаш си ја избришал објавата. Што е пак доказ дека напишал. Од друга страна, мислам, сега не можам да кажам кејф, не знам некој збор да употребам, што он го кажа тоа, бидејќи и тоа што он го кажа, јас сум го зборел од поодамна, дека Албанија како држава не се рачуна на нас албанците. А кажи ми, точно ли е дека не албанците, на пример албанците од Македонија тешко добиваат пасош албански, мора да докажат. Не само пасош. Не чисто ми интересува, дали е точно Еди Рама или некој друг премиер на Албанија или претседател кога бил во Чашка, на пример, во Битола да посети албанци. Да ги прашува маките. Пошто сепак е матична земја ваша, така? Да. Албанија е матичната земја. Не, чекај, не. Таму имате еден член во уставот дека се грижи за диаспората, да. Не мора ти да го натераш на протест да излезе за правосудниот испит на албански да се полага. Можеш стипендија да му даваш, на пример да учи, не знам, во Кент, во Лондон. Ме разбираш? На некој албанец од Македонија. За да му помогнеш. Ама тие што изгледа таму не изгледа зашто стварно ги бараат тие работи, изгледа зашто мое мислење, значи мое чисто што би рекол премиерот чувство дека некој ги индоктринирал да дојдат таму на тој начин. Да, види, тоа јасно беше, мислам. Дека еве политички да кажеме. Не случајно и амбасадорот беше многу види, има гласен во Косово, во Албанија исто се збореше многу за ова. Има многу интересни пишувања за албанскиот амбасадор во Македонија. Единствено што ни треба да бидеме рационални, мислам. Апсолутно. Тоа е единствено нешто кое што мислам дека ќе не води напред. Во спротивно вака ќе животариме. Без врска. Па така е. А кажи ми, ова сакам да ми кажеш, точно е дека тешко се добива албански пасош од државјанство, освен ако не докажеш дека некој од родителите навистина е роден таму во Албанија? Сега не им ги знам условите како им е. Не си пробал па да знаеш. Да, не сум пробал. А вака од искуство од луѓе твои? Па не познавам некој што се обидел? Кој што не знам еден, ама тој беше фудбалер и доби нели. Ама тоа е друго, тоа е веќе заслуги, потреба и така натаму, да. Тоа е трет вид, втори или трет вид на пасош што ги. Така. И ова сосема да кажеш така да се прашам, кај нас во емисија сам да се потсетам што си кажал точно. Не знам во која емисија. Имаш нешто? Не, викам за Албанија не, за жал, многу македонци ги гледаат како непријател, како не знам. Зошто? Па не знам така. Чекај, македонци ние ја гледаме Албанија како непријателска земја. Албанците Албанија како непријателска земја, по тоа што следам. Има, мислам сега не викам дека не генерализирам, туку како муабе тоа да го спомнам со еден збор и викам добро, песната Бисер Балкански, викам, ја знаеш, вика да. Што се вели, вика таму? Фалат уште 2-3 дела за да биде цела. Тие 2-3 дела, викам, кои се? Пиринска, Егејска, Вардарска. Каде Албанија во причата? Не.
Па што тогаш? Па викам, ај, чути. Ама еве каде Македонија. Вјоса Османи во заминување, така? Да. Ги гледаш двете знамиња. Да. Значи, ова десното на сликата, да, државното знаме на Косово и другото е на Дарданија. Ова. Што бара државно знаме на што е? Ова партијата на бившата на... Ама не може партија да стои во кабинет на председател. Не е знаме на партија. Нивна партијата од каде доаѓа таа, кој користи тоа знаме. Знаме, ама тоа не е формално официјално, затоа што тоа е знаме кое што зборува за една територија каде што и Скопје, и Тетово, и Ниш, и дел од Црна Гора, и дел мало од Грција влегува. Да. И малку ми е ирендетистичко во некоја рака да стоиш и вака да ти доаѓаат, замисли вака да седиш и ти доаѓаат представници од НАТО, од ЕУ, и мене ми е чудно што не ја прашуваат, што ти е ова знаме? Што и треба да провоцира? Ова е класична провокација. Да, ама добро, таму што сакат нека прават таму меѓу нив, мислам, мене ми смета некој знаме. Ама не е така, гледај. Македонија ја става во една таква, дали Македонија се наоѓа во ова? Да, тогаш да, тоа е проблематично. Да, добро. Ти кажувам Скопје, Гостивар, голем дел од Македонија припаѓа во бившето, види, значи генерално Дарданија постоела, но тоа била римска провинција многу години одамна, но покажува нешто што нели тотално непример. Секој Македонија да ставиме ние македонците, кај председателката кај Гордана Силјанска, знаме на голема Македонија, нели Пиринска, Егејска, ода што би рекол ти бисер балкански. За да биде цела. За да биде цела, нели да видиме уште кој парче. И што ќе добиеме ние? Мислам, ништо. Не разбирам у 21 век кога луѓето се обидуваат да си голеснат животот, се обидуваат да украдат пари, еве што збориме на некои компјутерски програми, зборуваме за артифицијална интелигенција која што мене ако ме прашаш, многу брзо ќе плачеме сите. Ради таа артифицијална интелигенција, а ние се уште за едни средновековни приказки се лепиме Дарданија, голема Албанија. Тоа е страшно, мислам, стварно е. И не можам да разберам до кога ќе не држи таа приказка. Какви луѓе живеат, мислам. А кажи ми, новите генерации на млади албанци ги интересира таа приказка или сака да се живеат? Па ги виде на протест колку ги имаш, не ги имаш. Па ги имаш 200-300 или нема? Ама и како да поделени се. Така. Некои не ги интересира, некои си заминуваат, веќе не сака да слушаат ни за Албанија, ни за Македонија. А сакаш живот, сакаш живот. Мислам, ова е страшно што се случува. Доста млади, например, јас што ги познавам. Се оцелуваат ли доста млади од албанска етничка надвор од Македонија? Како процентуално? И ја рано што зборам со луѓето од Завод за статистика викаат дека е далеку поголем бројот на етничките албанци кои што се селат од. Да, ама знаеш што е разликата? Кај албанците например се исолуваат неквалификуван кадар во смисла не знам, доктори, него сосема други, да. Работничка класа. Добро. Главно додека кај македонците многу високо образовани и многу паметни луѓе, што ги познавам јас лично. А овие паметни интелектуалци кај албанците остануваат во Македонија? Да. Па добро, барем некој да остане кои што се доктори, да знаеме дека ги имаме наши се. Да, многу квалитетни лекари има албанци. Кои што на пример не ги знаеме, не се појавуваат во јавност, там стварно си работат. Мислам не само еве на пример на протестот што го зборев, ја не видов таму студенти од УКИМ на пример. Не видов студенти од УКИМ. Од каде беа генерално стварно квалитетни од Штулови, од Тетовски, од Мајка Тереза. Од тие три беа, така? Да, тоа го зборев и мислам сега во правосудството кога збориме, главно судии обвинители стануваат бивши студенти на УКИМ, не стануваат бивши студенти на Тетовскиот или пак овие лекари, најквалитетните лекари не се од Штипскиот или од Тетовскиот, се од. А тоа не ли ми е јасно на УКИМ, затоа зборам, не видов некој студент од УКИМ, нели, така на тој протест. А познавам многу, мислам, ја учев во читално кога учевме, многу квалитетни млади албанци кои што ги Ти заврши право на УКИМ, така? Да. Добро. Аз средно завршив на албански јазик, да. Добро, али науким се, не си на овие што ги викаме дописни школи, факултети и во Скопје и во цела Македонија запад. Да. Јас се нервирам и со Скопските универзитети, мислам тоа е што ја ти кажам. Кога ќе дојдеш некој кадар ќе ти рече високо образован, да не спомнувам имиња се, кога ќе дојде види во УКИМ некои смерови се такави.
но генерално принципот на практикување на образовниот систем е сепак држи некој ниво за разлика од другите. Да, апсолутно. Може да збориме што сакаме, јас. Ја овие луѓе што ги спомнав што се многу квалитетни, што сега работат во странски институции, се бивши студенти на УКИМ. Значи, првенец на генерација кај мене на факултет беше еден Филип се викаше, работи во Луксембург. Со 10:0 заврши, замисли без ниту еден испит положен без 100 поени. Работи во Луксембург. 10:0 и сите се стотка. Да. Работи во Луксембург да му го кажеш на некој просечен македонец тука, бубалица ќе каже. Не, човекот работи во Луксембург во Европскиот суд. Злобата на овој народ дека рече дека е бубалица или дека е соврски и соврски. Дека просекот не ја дефинира интелигенцијата. И квалитетот и интелигенцијата. Не, апсолутно нема врска. Ти треба со петки, со шестки и ти тоа си на интелигенција. Бидејќи тој што се посветил да заврши со 10:0 ќе се посвети тогаш да биде и во пракса. Ајде да те прашам уште последново. Значи кај нас со емисија викаш вака дефинираш, односно поставуваш прашање кај Александар Видиновски и викаш омраза кон бугари и бугари во устав е предавство, а не е кон србите. Зошто мислиш дека ние ги мрзиме и ги мрзиме бугарите? Така кажа. Види, историски гледано, непријатно. Види се, пак не бегаш. Абе нема историски. Сега те прашам, зошто мислиш дека ако медиумите јавуваат за нешто што е некоректно од страна на официјална Софија и дел на граѓани како што нели кои што се обидуваат да прават индоктринација овдека во Македонија, еден Виктор Стојанов се чул на пример, нели така? Види, не памтам дека сум рекол нешто во таа насока дека си кажал дека ги мрзиме бугарите. Не верувам. Добро, сега. Да го барам сега. Шорц има шорцото, таму го видов. Кај нас е само вистина. Нас не, со Петар Бугарски сум бил. Да, вика имаме омраза кон бугарите и бугарите во устав, така викаш. Омраза кон бугарите. Зошто мислиш дека имаме омраза кон бугарите? Не, викам, имаме од една страна викам. Македонците имаат омраза, а за србите немаат. Не, викам, од една страна викам, ги мразиме бугарите, а од друга страна имаме бугарски државјанства и отвараме бизниси во Бугарија. Тоа беше ги мразиме. Кај гледаш ти дека некој ги мрази бугарите реално? Зошто мислиш че некој не е направено некое мерење за да имаме да, ма затоа ме чуди процентуален приказ. Да, ма од кај ти тебе заклучок и така лесно го фрлеш дека македонците ги мразат бугарите. Тоа ја ти кажам, дека не е точно. Значи не познам луѓе кои што мразат поради етничка припадност. Зошто ја би го мразел? Политиките на Бугарија како држава, не бугарите како народ. Тоа е друго. Политиките на официјална Софија, тоа е друго 20. Не да ги мразиме, не се согласуваме, не ги прифаќаме, нели? Не. А зошто правиш аналогија со србите, зар не ти е јасно дека србите и албанците, добро, албанците да бидам искрен и тие беа некоректни зборам Албанија, не Косово, до промена на името нас формално не вика Former Yugoslav Republic of Macedonia. Не признава, а не како Република Македонија. Во билатерални односи зборам. А зошто треба да ги викаме браќа србите? А кој вика дека ги вика браќа србите? Ти ги викаш браќа србите? Ја ги викам зашто имам црногорско и српско потекло. Мајка ми е, за твоја информација, мајка ми покојна е родена во Приштина. Албанците дали се браќа? Немам такво чувство за нив. Не можам да го кажам тоа, зашто немам таква крв. Ама еве кога ме влечеш да ти кажам, иначе баба ми, дедо ми, вујко ми се закопани на православните гробишта во Приштина. Добро, имаш поврзаност по крвна линија. А чекај сега више кога збориме. Знаеш ли на Шоличат и капелата на православните гробишта си били да видиш на Шоличат? Не. Јавно WC. Тоа е цивилизацијска придобивка. Некој да уринира врз коските на починатите. Каде тоа? Во Приштина. Не. Пак кршена капела. Треба да видиш, треба да прашаш. Нели за она што ми го фалеше системот на косоварите за србите дека го ставиле, па нормално го ставиле зашто има 50 срби во кои не има проблем. Види, историски гледано, ќе кажам пак, ние никогаш секогаш сме имале непријателства со србите, со бугарите и со грците. Тоа што ги викам албанците браќа, не значи дека те со албанците да си викаме брат, затоа што се поштуваме. Иначе генерално затоа што ја имам крв таква, црногорска и српска. Види, непријателствата главно на нас, нели, ни биле за соседите зборам со србите, грците и бугарите. Не сме имале ние непријателство. Реално не, историски да, со албанците тоа го спомнав и со работките ги спомнав на тогашното во со албанците. Кај македонците има парадигма дека не се сакаме со албанското етничко милје во Македонија поради 2001, да не се лажеме.
Да, поради како најактуелно, да, како најактуелно. Иначе до тогаш и се спомнува еден период таму во Втората светска војна, нели, балистите тој. Види, ама мора да си признаеме, тоа го кажав, имаше и многу албанци кои што беа дел од партизанските одреди. Апсолутно. И се бореа, ја спомна Ибе Паликуќа. Значи се бореа на дебело на Ибе Паликуќа ја има на книгата на 100 највлијателни жени во светот. Да? Да. Кој е така, не баш така ме пратиш, ако може дигитално би ја купил. Ја имам дома, да. Имаш? Да. Се наоѓа дигитално се купи? Мислам дека да го има во литература. Баш го тоа да се прочита, да се види дека наш човек, наша дама од овие простори. Да, со Маргарет Тетчер са да Ловелейс со така. Ќе ти кажам уште една работа која што кажам со колегите новинари, вака со пријатели, кога збориме околу албанци ве лицензирале. Овде се викам, видите дечки. Јас се молам албанците еден ден во Македонија да не решат да си заминат од Македонија. Како да спа така рече да спакуваат фукрага, даеш куферите каже знаеш што, нас не преку глава, више ние едни ќе отидеме на Косово, други ги идеме во Албанија, па еве дека ви биде Македонија ваша на македонците, турците, србите. Викам, знаете ли што ќе ни се случи? Сите глупости што ќе ги правиме, кој ќе ни биде крив? Ќе ги нема албанците? Ќе ги нема албанците. После ќе треба да бидеме криви. Чекај, не, уште нешто сега. Да ми веруваш дека е тоа така. Дека многумина од нас проблемите што се правиме, ни се видовни албанци заради тоа што се албанци. Да. Па ја ова го зборав. Ако ВМРО биле толку анти-албански настроени, тогаш излезете од влада. И веќе ќе ја рушите таа слика дека ради албанците што ни се во коалиција, државата не ни оди напред. И поради нелојалноста на албанците. Оставете ги албанците, нека си бркат работа. Нека си бркат, еве со знам ги имате пратениците, бркати се работа. Нека си бркат работа. Ама не, тоа не ме разбираш. И тука лицемерието им излегува во виделина. И сега да се навратам на ова што го спомнати, да си бегат или албанците. Да се оцелат. Или еве да се отцепи да речеме. Хипотетички тоа. Да се отцепи еден дел, Западна Македонија се отцепува. Така. Знаеш кој е најсиромашен регион во Македонија? Западниот. Полошкиот регион. Западниот. Да. Најмалку учество во GDP-то има Полошкиот регион. Најнеразвиен. Го знам. Да. И сега што ќе се случи со тие луѓе таму? Ќе држат држава со сендвичари, со сладкарници? А што мислите дека Албанија вака ќе ги расшири рација, ќе рече одма дојде кај нас или па Косово? Малце проблеми има Косово, пушти из овие ќе се сакира. Не може да влада направи више 3 години, 4 колку више. Како Јужен Судан што се отцепува од Судан и сиромашти. Како Еритреја што се отцепува од Етиопија и сиромашти. Веруjem, иначе, ако се отидете, кого ќе ве обвинуваме за нашите глупости? Ке нема више албанци. Ке речеме, ние ли сме сега? Па не е убаво сами себе да се кажеме дека сме виновни за глупости. И после Али Ахмети што го зборевме, тогаш нема да биде крал. Не, какви човече, тогаш ке бараме некој Сашо Мијалков, некој други, така ли? Или да биде дел од Албанија, тогаш ќе биде градоначалник Акичево максимум што ќе може да биде. А сега лидер на албанците во Македонија. А кажи ми како си бил во Кичево скоро? После изборива локални или не си бил? Сум поминал за некој. Вака не си бил нешто да видиш како. Сега бев пред една недела во Охрид, сум поминал. Вака живеачките ме добра? Окей се? Не знам. Мислам не им паѓа тешко не им паѓа тешко на нашите сограѓани албанци ради Дехари што не е поише таму, претпоставам така. Не, пошто стварно не работеше човекот ништо и после се појавија како вој Фетави што ќе си оди во Брисел. Пази, викаш, пази го, Фетај рекол ќе си оди во Брисел, а не зашто на работа. Па не може да ти си во Брисел, бе. Ма остави тоа. Он пред многу скоро кажа дека овие иселениците, нели, што избегале од Македонија, ќе почнат да се враќаат. Кој вика тоа? Он. Фетај, си замени. Фетај. Неверојатно. А мене ја ги гледам со падобранци, кружат шева и селеници ви ги се фрлат па ја. Вика ќе почнат дека младите сега да се враќаат, да се заменам сами. А мене ги чекаат на граница, нели ги гледаш? Редици 6 сати чекаат да се вратат. Во Кичево беше создаден еден таков преседан. Не, преседан да кажам, кога многу албанци гласаа за македонец. А тоа е факт, да, така. И тоа беше нели за поздравување и имаше некои изјави тогаш нели од левица кои мојот другар, мојот Емануел Кант, пасир, знаеш. Робеспиер, не. Не, он е за мене Емануел Кант. Баш Кант, онака филозоф, габаритен филозоф. Само не ќе да дојде на емисија. Сегде кука плаче дека не сме го викале, веќе мене ќе да дојде. Добро беше овој Амар. Па добро, сега Амар, види, не ми Амар е супер дечко, мислам само треба да не лаже дека има завршено факултет.
уште да не лажеше дека има левицата, мислам не зборам за партијата левица, како левица како политичко убедување. Како политичко убедување и некои луѓе кои што постојано нели гравитираат во левицата, сега се наоѓаат во една фаза на страдање. Значи овој според учењето на Буда, ако тргнеме, он им вика страдање, има страдање, вика има причина за страдање и вика има крај на страдањето и пат кој што треба да се најде за да се возвишеш повторно. Да се ослободува човекот. И сега овие луѓе нели што гравитираат во левицата или Зборуваш за СДСМ, можеме отприлика да кажеме? Не за СДСМ, не само раководството на СДСМ, генерално луѓето со мајндсет, со таков левичарски мајндсет да пошироко да ги офатиме, во една фаза на страдање се, значи они не може да трпат овие ВМРО-ци, небањатите, овие селјаците да ни водат држава, разбираш, да ќе пукат од гнев, разбираш. Ти гледаш локалните избори кога беа, главна причина на овие, на оваа категорија на луѓе, зошто не треба да биде Орце Георгиевски градоначалник, беше дека фризурата и дека е селјак од Драчево. Значи замисли. Види сега една работа, да се зафркаваш. Плавокрвашите. Што би рекол јас плавокрвашите, така. Види се, овие плавокрвашиве да дојдат да се зафркаваш со фризура на човек. Што е во некој рака да кажеме визуелен хендикеп, иако и тоа не денеска во 21 век ќе појдеш во Турција ќе ти пресадат коса. Да, и ти да се зафркаваш со тоа да го сметаш за хендикеп на човек. Тоа зборува за нив. Се апропо на учењето на Буда, има причина за страдање. И они сега страдат бидејќи како плавокрваши, секогаш и албанците и македонците селани ги имат сметано како, не знам, категорија на луѓе кои што треба да бидат ограничени, да бидат таму во село, по нивните чајџелници и така натаму, не треба да имат пристап во компјутерот. Не треба да имат пристап до образовниот систем, да не се образуваат, зашто им треба ниско квалификуван и мозочен интелектуален. Дека овие се најдобри во све и така натаму. И тие се кастата што правува. Да, и една таква клетва ги има фатено, сега што страда. И сега доаѓаме до патот што го барат за да се ослободат од страдањето. Ти нели Фрчковски беше и кај тебе тука. Го гледаше Фрчковски? Ако гледате вие Фрчковски, некои други такви ликови од тие плавокрвашите кои што во еден период беа екстремно антиалбански настроени, кога има добар број пратеници. Сега да, тој истиот ги држаше кога беше на првиот состанок помеѓу НАТО и Македонија, ги држаше ставовите ничим изврна, што би рекле србите, тотално непотребни на Албанија. И тоа го прашав од кај тоа. И сега бидејќи се маргинализирани, патот го барат кај албанците со покажување на една албанофилија. Ама добро, тој има и причина, он имаше и сопруга едно време. Без разлика. Добро, сакам да ти кажам, не пати од тие моменти. Бидејќи многу луѓе кога кажувам јас дека СДСМ е најантиалбански настроен отколку ВМРО, мислам се чудат зошто го мислам тоа. Затоа што сега СДСМ да има 60 пратеници пример. Добро. Да има можност да има, како што имаше Груевски по 67, тогаш ќе видиме ние албански. Не е така, не согласно со тебе. Апсолутно, не е така, историски гледано. Ама историски гледано, 2018 овој закон за јазици кој што ја и ти го збориме, кој што треба да се дефинитивно да се стави ван правниот промет во Македонија и да се донесен од СДСМ. Од СДСМ и од ДУИ. Добро. И види, тоа беше таков притисок на ДУИ во тој период, да ти немаш представа да се донесе тој закон. Пази, до толку беше притисокот што ги натера во верзијата да се модификува уставот на Македонија, да стават до прецизирање во закон. Ти се верува ли тебе тоа? Добре, тоа е еден период. И мислам дека треба да го укине Уставниот суд веднаш, а не да го поништи, да го укине. Законот за употреба на јазици, да се направи нов, каде што треба да биде во под супремација на уставот, односно да ги следи нарацијата и она што законодавецот и мислиш да го поништи, да има дејство од тогаш, не да го укине. Да го укине, усвари да го поништи, да нема од тогаш, да го поништи. Затоа што е срамота да генерира проблеми. А генерира проблеми. Председателот не се потпишал. И што е најтрагично, не знам дали знаеш што имаше скандал. Човекот вработен во службен весник со подпис на Талат Джафери го објави, па имаше во МОР им се закануваше, се сеќаш тоа за кривични пријави. Тоа заменик секретарот, мислам тогаш. Не, него беше директор, мислам дека беше директор, не ме држи за збор. Знам дека беше скандал и тоа.
Така да немој да бидеш ти сигурен дека веќе историја, па сега да не се лажеме, падот на СДСМ е поради албанците, поради ДУИ, затоа што ние македонците, ќе ти кажам, ние ги доживувавме дека се ефтин афродизијак на ДУИ, за да има го градат либидото и потентноста нивна. Врз нас други, и врз албанците, македонците и други. Она што не го правеа, тоа беше ужас. Значи, таков азли се не сум видел. И кој го дозволи? Ама и ДУИ падна од СДСМ. Ама добро, ДУИ си падна затоа што требаше природно 20 години. Затоа што ДУИ да прифаќаше предвремени избори. Пошто ДУИ прифаќаше, СДС не прифаќаше, да имаше предвремени избори кога опозицијата беше распарчена. Зошто го знаеше рейтингот како ќе помине. Кога опозицијата беше распарчена кај албанците, ДУИ ќе земеше 25 пратеници. Со 5 пратеници кои остана овие. Пришо Изет Меджитиев. И сега според тебе после више отиде во емисијата каже, мислиш дека ДУИ ќе се врати во коалиција со ВМРО не, според тебе? Иако ги знаеш наративот на ВМРО дека ВМРО нема да прифати коалиција каде што лидер ќе биде Али Ахмети. Односно прашањето е да бидам конкретен. Може ли Али Ахмети да се повлече во интерес на партијата? Он во интерес на партијата останува. Ама не ви е тоа прашањето. Значи, наративот на ВМРО те разбирам што зборуваш. Но и за личниот поставам. Но ВМРО знам дека не би прифатиле да прават коалиција со ДУИ доколку Али Ахмети се уште таму. И уште некои ликови кои што сметат. Не верувам, додека Христијан Мицкоски. Така нема шанса, не? Не верувам, нема шанса. Единствено ако ДУИ е ептен со некоја убедлива разлика победува на наредните евентуални предвремени или ама сигнификантна, голема разлика, така? Избори, да. Да кажеме 15-5, не знам. Добро, да. Нешто такво многу, да. Умеш, ти благодарам за вечерашното гостување и ти благодарам што отворивме некои дилеми, вака искрено си зборувавме и се надам ти беше интересно, нели? Да, супер поминавме. Добро, ќе видиме како ќе така мислам јас барем. Да, беше чест во една ваква поинаква верзија да се појави. Види, ова е дебата, ја тоа го нарекувам интербата, интервју и дебата, што ово се мои лични ставови со твоите лични ставови. Да биде малце различно, да биде класично интервју, ја тебе сердаре, ти ме навојдове. Прв пат во ваков концепт. Ако, интересно ти е, така. Супер. Ти благодарам, се надам повторно ќе се гледаме на Канал 5 по емисиве наши други. Тоа беше умеј, нареден понеделник, тоа е 4 мај. Треба да го имам, така е потврден, се надам дека нема да шмугне, Маријан Ѓорчев таман на 4 мај, ќе зборуваме малку за Тито, малку за Гоце Делчев, ќе има многу убави нараци, се надевам од мојот гостин. Останете ми добро со програмата на Канал 5, се гледаме наредниот понеделник. Пријатно.